Почитувани сограѓани, почитувани дами и господа. Великанот на македонското револуционерно дело за ослободување од многовековното турско робство, големиот социјалист, стожер на внатрешната македонска револуционерна организација и влюбеник во родната грудка Гоце Делчев за релативно куц временски период повторно не собра пред неговиот монументален паметник во нашиот град. Тој како да сака да не подсети дека ваквите собери во негова чест не се само одбележување датуми, туку чување на аманет за продолжување на традициите на нашиот народ, секој во своето време и на свој доблесен начин да го даде својот несебечен влог за Македонија и македонштината. Многу поважно за сите нас е да знаеме да бидеме калемари на она што Гоце Делчев го има остварено како неизбришливо дело во историскиот растеж на нашата изнапатена, но горда земја. Така треба да го чествуваме Гоцета, без разлика дали тоа го правиме на 4 февруари или на 4 мај. Но сигурно не ќе е доволно ако само 2 дена во годината не води Гоцевата мисла. Туку катадневно треба да работиме со љубов кон татковината, носејќи ја длабоко во себе Гоцевата љубов што ќе ни дава сила, подкрепа и стремеж кон високи дострели за вечни времиња. На тој начин ќе сториме многу и за својата земја и за својот народ, за својот град или село, но и за сите сограѓани ќе сториме толку колку што ќе биде доволно да бидеме среќни и ние и оние кои доаѓаат по нас. Само така ќе успееме денот денешен да го доживееме како врзувачко ткиво меѓу денот вчерашен и денот утрешен. Да не беше 4 февруари, ќе го немаше ниту 4 мај. Да не беше Кукуш, ќе ја немаше ниту Баница. Да не беше Гоце, ќе ни беше посиромашна историјата на Македонија. За еден голем јунак од плејадата такви со кои треба и мора сите ние да се гордееме. Ретки се тие луѓе кои со своето животно дело стануваат личности од народот и за народот, па на тој начин бидуваа нераскинлив дел од еден универзален склоп во својство на преспознатлив национален белег. Гоце Делчев е вестинскиот пример за тоа. Биолошки син на Никола и Султана е всушност синот на Македонија. Ова наша земја е и негова татковина и негова мајковина. Иако од тој злокупен 4 мај 1903 година поминаа цели 110 години, се уште е пресна болката на секој македонец, македонка или македонче по човекот кој ги испиша најсветлите страници од нашата пребогата и бурна историја. Гоце Делчев живее се само 31 година. Премалку за да ги доживее резултатите од неговото непокорно дело, но доволно долго за да остави длабока бразда во хронолошката меморија на македонското битесување, нешто што на друг не би му успеало и 100 пати да се роди. Загубата на брилјантниот предводник на Македонија и македонскиот народ низ премрежата за остварување на вековниот сон за создавање на своја собствена самостојна и суверена татковина е толку голема што и до ден денешен научната мисла не е во состојба да даде прецизен одговор на прашањето. Што ќе беше со Македонија да не се случи Баница и тој 4 мај 1903 година? Неговата прерана смрт како вонсериски подвиг на злокобниот османлиски аскер не одекна болно само во Македонија и во срцата на македонците, туку и на пошироко. За тоа сведочи и одгласот на европскиот и светскиот дневен печат, кој со својот информативен одраз за настанот на загинувањето на легендарниот револуционер Делчев предизвика видна раздвиженост и вознемиреност во дипломатските меѓународни кругови во Европа, па дури и пошироко во прекојанските земји. Историјата може да ја чита кој како што сака, но таа на сите можни начини недвомислено зборува кој беше Делчев, што беше Делчев и каква беше неговата мисла. Совршно е јасно дека Гоце Делчев беше воин на вистината и слободата, стратег со широки перформанси, голем ум кој го красат капацитет на професионален револуционер и брилјантна визионерска даровитост. Гоце не само што гледаше, туку и чекореше кон иднината, силно огорчен од надпосените заграбувачки аспирации на душманите на Македонија.
но и длабоко свесен дека светата слободарска борба нема да има само еден фронт, но ќе има праведна разрешница. Големиот апостол напати помалку се плашил од отоманскиот поробач, експлоататор и угнетувач, одошто од моќта на скриената расколничка улога на српската, грчката и бугарската пропаганда. Токму затоа, основата на подготвителните организацијски активности за ослободителното востание секогаш ги поставуваш на тој начин што примарна задача беше единството и јакнењето на националната свест како силна бариера за секој можен обид за инфилтрирање на врховистичкиот вирус во македонското револуционерно јадро. Историјата јасно и гласно ќе каже дека Гоце Делчев беше енергично против прерано кревање на востанието. Тој совршено добро знаеше дека секаков избрзан обид за ослободување од јаремот е еднаков на самоубиство. Сакајќи да го спречи тоа, Делчев разви необична жива активност во обид да ги разубеди сите луѓе кои се дел од организацијата да се воздржат од било какви активности на тој план, кои би воделе кон неминовна катастрофа. Неговата цврста решеност е или спречување или пренечување на одлуките на Солунскиот конгрес за кревање на востанието. Но за жал, таа негова мисија беше прекината на денешен ден во далечната 1903 година во Серска баница, кога немилосрдно против него се здружија домашниот збор и туѓиот куршум. По неговата смрт остана многу прашања без конкретен одговор. Што ќе се случише да не беше тој 4 мај? Ќе имаше ли македонската историја поинаков тек, со помалку жртви и со некој поголем Илинден? Но зарем денес се потребни било какви хипотетички анализи кога времето се движи само во еден правец. Едно останува сигурно, дека со смртта на Гоце Делчев македонското револуционерно стебло изгуби значаен дел од кореновиот систем преку кој се хранеше со оптимизам за побезболно дочекување на слободарското сонце и самобитна македонска држава. Како и да е, останува ние, неговите следбеници, да го чуваме и негуваме неговото име и дело, да го пренесуваме на идните генерации и секогаш да му возбраќаме со добро. Ви благодарам.